вечер. Јас сум Лидија Јанчевска-Христова, а ова е вечерашната дебата во емисијата Отворено, која ќе ја водиме на тема дали марихуаната треба да биде легализирана за медицински цели или не, кои се аргументите за и против. Ова е тема која што произлезе од луѓето кои имаат здравствен проблем, а полека како иницијатива ја презема и лекарската фела. Според анкетата на М-Проспект, 70% од граѓаните на Македонија се за легализација на марихуаната во медицински цели. Еве во кои аспекти ќе се движи вечерашната дискусија. Дилемите во јавноста се дали пациентите со сериозни болести како канцер, мултиплекс склероза, епилепсија, леукемија и други ќе можат наскоро да ги користат предностите на третманот со канабиноиди. Заостануваме ли во искористувањето на здравствениот и економскиот потенцијал од употребата на канабис во медицински цели? И постојат ли ризици или негативни последици од легализирањето на канабисот? Студиото вечерва е полно, интересот е голем, ќе имаме, се надевам, квалитетна дебата, а ќе дебатираме со доктор Нико Беќаровски од Универзитетска клиника за токсикологија, Клинички центар Мајка Тереза во Скопје, Џон Илија Апелгрен, се извинувам, музичар и бизнисмен, активист за легализација на марихуаната во медицински цели, Јанаки Митровски, адвокат, добро вечер до вас, и доктор Дарко Костовски, Центар за зависници при ГОП 8 септември, психијатар. Имаме покриено повеќе области, се со цел да имаме што покомплексна дискусија, и она што не смееме да го пропуштиме вечерва е да видиме докаде е Македонија со оваа иницијатива која што е се погласна во последно време. Во студиото го имаме Александар, човекот кој викендов излезе на протестот во Битола поради загадениот воздух, кој е една од причините за неговата тешка болест, и од протестот повика марихуаната да се легализира за медицински цели. Александар, која е вашата приказна? Повелете. Да. Значи, пред месец дена ми диагностицира Ходжкин болест, заболување на ливни жлезди. Започнав со хемотерапија, а во исто време го земам маслото од марихуана. Генерално, она што сакам да го кажем јас е дека многу е битно во наредниот период целото ова лечење да се подели на 3 фази. Значи, првата фаза е била диагнозата на пациентите. За втората фаза многу е битно за лекувањето на пациентите, битно е да им се даде целосно улјето како опција за лекување. Значи, битно е да се едуцираат, информираат и да се најде можност како да тоа стане поблиско до луѓето, да биде поблиско од една страна, а од друга страна да има ефект во нивното лекување. И третата фаза е фазата на повратокот на болеста, кој што јас лично многу верувам во тоа дека конзумирањето на марихуана е големо помагало на долгорочен план. Така да, од една страна е јавна тајна дека марихуаната на Запад се користи во лечење на луѓе со сериозни канцери, а од друга страна, значи, јавна тајна е дека луѓето го користат во државата, се знае дека доктори, адвокати, дури представници на владата што доста лицемерно го користат улјето за своји блиски, за луѓе кои што мислат дека ќе се излечат. Тоа е едната страна, а имаме закон кој што се провлекува и споро се донесува. Значи, треба потхитно Министерството за здравство и установите да започне со процедурата и улето од марихуана и мислам генерално марихуаната за медицински цели што поскоро треба да биде достапно за луѓето и да се најде начин како луѓето да се едуцираат, а не да имаат бариера во однос на марихуаната или во однос на марихуаната за медицински цели. И затоа би го поставил, значи моето прашање било што се чека и зошто Министерството за здравство го одлага овој проблем, односно овој лек за сериозни канцери.
Значи, ова се аргументите на Александар, сигурно со нив ќе се согласат многу луѓе кои што имаат здравствени проблеми и кои сметаат дека марихуаната може да им помогне во справувањето со болеста. Господин Беќаровски, клиниката за токсикологија е првата која го отвори прашањето во стручната фела помеѓу лекарите. Можете да го прокоментирате ова што го кажа Александар и да кажете дали вие сметате дека навистина помага канабисот во лекувањето на одредени состојби и имате ли докази дека лекува? Вака, првин, драго ми е дека ова прашање конечно се отвори. Би сакал да ве информирам дека ние како клиника, односно како лекарски колегиум од клиниката за токсикологија по ова прашање веќе неколку пати дискутиравме. Генерално ставот на клиниката е дека треба да се покрене иницијативава и дека би требало да се оди во смер за легализација на канабисот за медицинска употреба. Истото тоа беше потврдено и неодамна на Сдруженијето на клинички токсиколози на Македонија, од каде што произлезе повторно ставот дека има потреба. Во нашата секојдневна пракса се среќаваме често. Малку е тешко, голем дел од пациентите се уште ги прикриваат овие податоци, меѓутоа се среќаваме со голем дел од нив кои што користат, кои што кога ќе се створи онаа доверба меѓу пациент и лекар признаваат дека како еден од субституентите ја користат марихуаната. Одма на самиот почеток би сакал да кажам со оглед дека малку е премногу проширено индикационото подрачје за што се верува во народот. Значи не се работи за лек кој што одеднаш ќе ги реши сите болести. Бројот на докажани случаи, односно индикациони подрачје е многу поограничен него што се смета. Еве конкретно, како што напомена и Александар, докази во однос на третманот на самата Ходжкинова болест не се познати. Меѓутоа, тоа што е факт, е неоспорен факт дека во третманот на несаканите последици кои што произлегуваат како резултат на употреба на таа хемотерапија, веќе тука има ефект. Значи во подобрување на апетит, во подобрување на општата состојба. Инаку конкретно како лек за Ходжкинова болест се уште нема доволни студии кои што би докажале. Тоа не значи дека нема да има ефект, меѓутоа клинички студии кои што се релевантни во моментот немаме за излекување од болеста како субститутент, односно како помошен лек кој што би придонел за намалување на бројните несакани ефекти од цитостатска терапија, да. Александар вели што се чека. Бидејќи се работи за една ситуација како што тој ја представи, а е реална, многу мене ја користат и покрај тоа што не е легализирана марихуаната, односно она на што Александар и луѓето со сериозни проблеми инсистираат на легализација на маслото од марихуана. Јас одма на старт би кажал, не е тука само маслото, да не се ограничиме само на маслото. Има состојби каде што и вдишувањето на пареите се потребни, така што индикационото подрачје е многу поголемо него само што е маслото. Зборувам за тоа зашто во моментот има научни факти. Значи, веќе ако зборуваме за легализација, би требало да биде легализација на канабисот со одредени индикациони подрачја кај што ќе бидат. Значи, не само на екстрактот, односно на маслото. Што се чека, нашето како стручњаци во таа област го кажавме, тоа е да покренеме една општа иницијатива. Нажалост, нашата моќ е до тука. Понатаму веќе законската регулатива не е во наши раце. Ние тоа што можеме е на сите овакви отворени дебати, на научни симпозиуми да ја пропагираме оваа работа. До крајот на емисијата ќе имаме и повеќе елементи, ќе видиме до каде се работите во Македонија околу процесот на легализација. Дали ви имате коментар на ова што го кажа Александар? Па не, јас се залагам за легализација на канабисот во медицински цели. Меѓутоа морам да напоменам дека сметам дека и рекреативната употреба на канабисот е медицинска цел. Предноста која Македонија би ја имала со тоа што сега би започнала со процес на донесување на закон за легализација, е тоа што може да црпи искуства од државите, да ги црпи позитивните искуства од државите каде што веќе
се донесени такви закони. Например, може да се земе искуството за медицинска употреба на канабисот од Израел, за рекреативната од Шпанија или Португалија. И тоа е предноста што сега пристапуваме на тоа. Она што сметам дека е проблем е политичката волја. Ние сите сме свесни дека живееме во држава каде што преку ноќ може да се донесе закон за измена на ДУП. Меѓутоа закон кој би можел потенцијално да спаси еден куп животи, не сме спремни да го направиме така. Имам една замерка околу, мислам, вие најдобронамерно излагате како медицинско лице ова што го говорите, меѓутоа цело време мислам дека го користиме термини за канабисот и за неговата легализација како да е тој некаков си токсичен препарат, па треба многу регулација околу него. Меѓутоа не постои никаков доказ дека е канабисот штетен. Знаете што тие што се против легализацијата на марихуаната во овој момент во медицински цели, еден од аргументите им е дека веднаш потоа ќе се отвори прашањето за легализација во рекреативни. Добро, така што можеби би требало да се сконцентрираме на првиот аспект затоа што на вистина ако не можете да имате штетни последици од некаква состојка, во тој случај целата основа од каде што поаѓате е базирана на претпоставка. Ние имаме легално пиво, вино, алкохолни пијалоци, цигари, кафе и употреба на шеќер и еден куп други состојки кои се штетни за нас. Дури имаме и лекови кои се штетни за нас. Мислам, онколозите порадо ќе препишат некому хемотерапија за која знаеме дека е штетна, дека можеби ќе ја победи болеста, меѓутоа можеби ќе го убие пациентот. Значи, онкологот свесно препишува некому хемотерапија, а размислува дали доколку постојат, како што сакаат медицинските лица да зборуваат медицина базирана на докази, која постои во Шпанија и во Израел, и во Чиле, каде се лекува канцерот со масло од ТХЦ, можат да појдат на студиски престој, да бидат таму, тоа ќе кошта колку еден споменик на конј, да се пратат онколози и токсиколози по тие клиники кои имаат искуство во употребата во медицински цели и да се вратат и да ги обучат нашите други медицински лица тука, како би можеле да спроведеме една, да речам, за сите позитивна придобивка. Митровски, ова прашање значи произлегува од луѓето со проблем, значи природно произлегува од самата ситуација која што ја имаме да се користи распространето, се разбира, секој ќе посегне по она што смета дека може да му го реши проблемот во поглед на здравието. Нели во природата на правото е да се реагира во тој случај, да очекуваме реакција од институциите, дали вие очекувате бидејќи ова се наметнува како сериозно прашање, чие што разрешување е во интерес на тоа да не се казнуваат болните за тоа што бараат чаре за својот проблем? Овака сега во јули 2014 година, кога магистрирав на темата легализација како начин на сузбивање на трговија со наркотици, се уште беше во зародиш. Сега движење во пошироката публика се уште беше во зародиш ова движење, иницијатива, како сака да го наречеме, за легализација на марихуана пред се во медицински цели. Јас знам дека ви излегува малку вон темата, меѓутоа сакам и на тоа што господинот Џон го говореше, да истакнам дека јас сум приврзаник на легализација на сите наркотици за лична употреба, од причина што тврдам, и тоа го имам и докажано, дека така не само што вие што велевте противниците на тие идеи или противниците на легализација на марихуана во медицински или рекреативна употреба, најмногу го користат како аргумент фактот дека наводно ќе дојде до експлозија на употреба на наркотици. Тоа не само што не е точно, туку секаде каде што е тоа примери, каде што има држави што тоа го примениле, е сосема спротивното. Можеби во првичен период, така наречен период на еуфорија, доаѓа до благ пораст, меѓутоа на среден и долгорочен план има примери Португалија, Чешка, Холандија,
дел од намалување на швајцарските употребите на кантони на намалување на сериозно намалување. Например, Португалија го има легализирано, декриминализирано наркотици после хероинска епидемија и така натаму. Од медицински аспект, сметам дека исто така лаички противења од типот тоа не смее да се легализира, тоа е дрога, па зарем не се сите лекови дрога? Или ја не сум експерт, имаме токсилог да не каже поголем дел од... Вие сте правник, значи... Така. Зарем не се наркотици? Делот на ангажирањето на институциите во оваа ситуација која што ја имаме практично. Кај нас повторно јас ќе се надоврзам и се согласувам со господинот Апелгрин, дека кај нас е политичката волја секогаш главниот проблем. Нажалост, мејнстрим политичките партии кај нас, да ги земеме двете најголеми, кај нив строго се сведува на проста математика. Ако ова ни донесе политички поени, ние може да го форсираме, ако ни донесе политички зијан, ние нема да го форсираме и притоа верувајте воопшто не водат сметка за пациенти, болни. Но Министерството за здравство и Агенцијата за лекови веќе оформија една трибина, најавија Тоа сега се случи и не треба да се тревожиме, бидејќи дали е касно или не, бидејќи вие знаете наш особен има капацитет да носи по 300 закони на ден, така да оставиме да видиме како ќе тече. Меѓутоа, со оглед на моменталната политичка ситуација, не очекувам пред изборите да се деси. Сметам дека прогнозирам со оглед на дека има веќе и работна група, дека тоа ќе се дешава негде втората половина на 2016 година. Мислам дека веќе ќе можеме да зборуваме за закон за Доктор Костовски, вие сте психијатар. Дали марихуаната е штетна? Конкретно можам да ви одговорам, меѓутоа не би било вистина тоа што ќе го одговорам. Аспектот на штетноста на една психоактивна супстанца можеме да го разгледуваме од позиција на, да речем, медицинско-психолошка дефиниција, дека се што го менува човековото однесување представува психоактивна супстанца. И тогаш тоа не води во еден контекст во кој што почнува да се во таа притока на ставови да се артикулираат стигмата, да се артикулира морализацијата на употребата. И не видовме многу добро од морализацијата на прашањата на користење на психоактивни супстанци. Не одам со контрапрашање, меѓутоа исто така можам да кажам колку било штетно жвакањето на листови на кока кај рударите во Јужна Америка, кои што за да ги издржат условите на работа под намален кислород, значи во хипоксични услови, тоа го земаат. Не сакам да кажам дека го одобрувам користењето на кокаин. Културолошкиот, социолошкиот аспект и идеолошката атмосфера во дадена состојба, во одредена историски контекст ги детерминира и ги води работите. Сега може да биде, и поконкретно ќе ви одговорам. Ако ги анализираме, значи тврдо дејствата на тетрахидроканабинолот како активен принцип кој што ги предизвикува тие измени, значи или психоактивни дејства, може да се именува како хабитуација, односно навика. Навиката, конкретно во нашиот етнопсихолошки контекст, ја именуваме и за алкохолот, кога се користи има еден термин, знаете, многу интересен, за да не се навреди клиентот кој што не користи проблематично алкохол, користи во склопот на одредени социјални прилики, тоа е општествено прифатливи моменти на употреба на алкохол. Ме интересира дали ќе се согласите со Моника Ристевска, која се пријави за учество во оваа емисија со свое прашање. Можеме да го слушнеме прашањето или констатацијата всушност на Ристевска, па ќе го прокоментираме. Добро вечер. Ќе поздравувам гостите и сите присутни. Значи да беше канабисот штетен, јас немаше да седам сега тука. Јас го сметам за здрава навика. Користам активно канабис од крајот на средно училиште, имам сега 27 години, користам по пат на пушење и да беше штетен немаше да ми дозволи ни да завршам факултет, ни да магистрирам, ни да имам возачки дозволи, А, Б и С категории, но не е тоа сега важно, да бидам крводарител над 20 пати, да дарувам крв. Не пијам алкохол, не пушам цигари и не ја сакам дрогата, значи канабисот за мене е едноставно лековито растение со кое што јас многу сакам да се дружам секојдневно. Немате здравствен проблем, го користите рекреативно? Немам никаков здравствен проблем, јас сметам себе си за многу здрава личност и сакав исто така да напоменам дека не треба да се прави дистинкција помеѓу рекреативното и медицинското користење на канабисот, бидејќи секоја употреба е медицинска. Секој дел од растението е лековит и секој начин на консумирање на канабисот е лековит. Значи не може некои деца или млади луѓе или било кого кој што сака рекреативно да го користи канабисот за да се опушти и релаксира, строго да се казнува, а болните например да
да им се дозволува лекувањето. Јас сакам да растенијето да биде потполно слободно, значи да биде целосно декриминализирано и според мене не треба да се прави таа строга дистинкција помеѓу рекреативно и медицинско користење. Докторе, дали треба да се прави разлика меѓу марихуаната како лек и како дрога? Значи, бидејќи има дебатен карактер емисијата и добро е да се развие нели продуктивна полемика, треба да се прави разлика меѓу медицинската употреба и меѓу значи медикал употреба за одредени значи состојби и рекреативната употреба. И тоа не затоа што кај рекреативната настапуваме со идеолошки образци, туку затоа што тоа искуство клиничко што го имам или го имаме во службите за зависност, одговорно тврдам дека канабисот кој што се наоѓа на пазарот од кај што се набавува, особено карактеристичен, индикативен е последниот период од година-две, е со бројни примеси кои што всушност се додаваат за да се акцентира одреден ефект кој што канабисот сам по себе не го има. Он во некоја литература е опишан како мал халуциноген, али тоа е при одредена состојба на предозирање и тие халуцинации воопшто не се компаративни со халуцинаторните доживувања од големите халуциногени како што се псилоцибин, мескалин, ЛСД. Меѓутоа, токсичните принципи со кои што дилерите сакаат да го збогатат и производителните лаборатории канабисот, во сцената на корисници на дрога, допринесува кај некој од нив да дојде до ефект кој што е многу посилен и некарактеристичен за основните хемиски и односно карактеристики на канабисот како растение и неговите активни принципи и следствено измената на психичките функции. Ова го велам чисто од позиција бидејќи и затоа и го почнав моето излагање со мултилатерален пристап, мултидисциплинарен, бидејќи ние не можеме во една насока да го регулираме, зборам за рекреативната употреба. Господин Бекеров, си сакав да се Јас само би се надоврзал на тоа што го кажа Дарко. За канабисот постојат податоци дека е во медицинска употреба преку 5000 години. Значи, он е стигматизиран некаде од 40-тите години на минатиот век. 37 според моите податоци. Меѓутоа, официјално е isfрлен од америчката фармакопеја 43-та. 36-та е снимен во Холивуд еден филм кој што ги кажува негативните дејства и од тогаш почна приказна. 70-та се става во редот на најтешките дроги. Сега каде е проблемот? Значи тоа што го користевме скоро 5000 години имаше малку поинаков сооднос него тоа денеска што се среќава на пазарот. Значи таму постојат две главни супстанци чиј сооднос многу се промени. На жалост, од кога настана забрана на канабисот, тогаш се isfрлија и медицинските употреби и се почнаа да излегуваат на пазарот семиња каде што составот на ТХЦ, односно на активната супстанца која во одредени состојби може да делува и халуциногено и се, порасна од некаде 8 до 10% на таа марихуана што имаше во тоа време, во последниве години веќе се стигнати до 26%, што е веќе висок сооднос. Значи во медицински цели употребата на таков сооднос е неприфатлив. Многу треба да е пониско нивото. Факт е дека во самото растение има дел од тие 60 канабиноиди кои што се го супримираат делум на овој ефект. Меѓутоа, на жалост, на пазарот се појавија многу хибридни форми кои што веќе е дискутабилно да се дискутира. Значи, зборуваме за состојки каде што ТХЦ би требало да биде строго контролирано, зборувам за медицинската употреба конкретно. Значи, тука секој тип на марихуана која што може да се најде на пазарот е прашање дали ќе може да се употреби за секоја состојба. Кратко, само да се надоврзам, дозволете, од 1000, тоа веројатно и лекари го знаат и поширока јавност, дека од 1853 година, се до 1933 година во преку 100 лекови се користи масло од канабис. Значи не е ни 43-та ни 37-та, туку во 33-та година во САД се носи Харрисон акт или така наречен марихуана ло, преку нели пропатано со холивудска стигматизација и од тогаш до денес имаме нели погрешно мнение и
Но не, прикажување сепак не до денес, бидејќи контекстот во кој го правиме овој разговор е легализација на марихуаната на различни начини во повеќе држави за медицински цели, во 24 држави на Соединетите Американски држави и на половина држави членки на Европската унија и наши соседни земји, значи Словенија и Хрватска тоа го направија, Србија е на пат тоа да го направи, кај нас ево тек јавната расправа. Само би сакала да расчистиме некои дилеми, некои квалификации кои што ги даваат луѓето од вашата фела, кои што велат дека никако не сме да се дозволи легализација на марихуаната во медицински цели. Не во Македонија. Јас ова што ќе ве прашам е нешто што го читав непосредно пред да се легализира во Хрватска. Значи психијатри велат дека не би требало да се дозволи бидејќи има опасности, води канабисот кон психоза, параноја, антимотивационен синдром, со некој предходен датум, малку порано се тврдеше дека води и кон шизофренија и она што беше порано пред неколку години аргумент на психијатрите кои се против легализацијата е дека еднаш ако се проба марихуана, тоа води кон употреба на посилни дроги. Ова Што последното мислите за посебна импресија ми остави. Вака, значи од позиција на медицинска употреба во психијатрија во потесна смисла, ќе се обидам подинамично да одговорам. Нема релевантни, или барем јас не знам, лично не знам за релевантни студии за психијатриските ентитети. Сега стручно можам да ги кажам, меѓутоа во интерес на времето. Кај синдромот на посттравматско стресно расстройство, седациониот ефект се оценува како благопријатен, особено кај воени ветерани. Тука е таа, некогаш имате и природни експерименти, значи секоја чест дека контролираните студии, дека компаративните студии се према медицина базирана на докази, значи се уверени, меѓутоа имате природни експерименти од популација која што потребува и тоа е некако највпечатливо. Тука потекнуваат иницијативи. Малиот халуциноген ефект би предизвикал фармаколошки предизвикана психоза или состојба налик на психотично расстройство, тоа е расстройство значи кој што имаме халуцинации, перцептивни измами, кога се губи контактот со реалноста. Шизофренијата е една од психозите, кај луѓе кои што имаат предиспозиции. Во клиниката често пати лица со психотично расстройство симптоматски го употребуваат канабисот за седативниот ефект. Па, во ретки случаи може се случи да третираниот канабис од улица, кој што има и халуциногени, значи субстанци или халуциногено-лаик субстанци, го доведат до ургентна служба психијатриска, каде што развива значи хемиска. Од друга страна, има тврдење дека може да се искористи за лечење на депресијата. Дали е така? Седативниот ефект кај агитираните, тоа велиме депресии што се пропратени, значи со психомоторен немир, симптоми кои што се чести кај одредени видови на депресии, тој седативен ефект како кај PTSD веројатно би бил во нормално дозирани форми кои што ги немаме уште и кои што треба нели да се одобрат. А во моментот, се извинувам, Џон, само идеолошкиот образец кој што не говори од мене, значи непочитувањето на историјата, ние некои што сме повозрасни учевме од тие книги. Образецот на корисникот на дрога во книгите од претходната држава, кога би бил денеска кажен на оваа урбана млада популација, веројатно би се смееле 3 дена. Ќе го повторам чисто од позиција на тоа, значи наркоманот, збор што не го употребувам бидејќи во професионалната перцепција на мојата работа тоа е пежоративна квалификација. Корисник на дрога е многу покоректна, али добра, ај се тоа е терминолошки, али и важно исто така. Е човек со долги ракави, со темни наочари, слуша специфична... И слуша музика. Така, значи ова е нешто што е познато. Оно што е карактеристично и што сите го знаеме, не само оние што работиме од медицински аспект, и социјални работници, психолози, и општа популација, и оние што истражуваат, е дека карактеристиките на децата, на лицата кои што почнаа да употребуваат психоактивни субстанции во хероинската епидемија во Македонија 92, 3, 4 година, со најзастапени генерации што тогаш беа во тинејџерска возраст, родени од 80-та до 85-та, 6-та, значи најголемата концентрација, не значи дека немало постари или помлади, одстапуваа од еволуцијата на употреба на психоактивни субстанции, која што отприлика звучеше вака пред 89-та година. У 8 почна со лепак, почна да се дружи со тие некои специфични лоши луѓе, у цигари почна и лепак заедно, марихуана у прва, втора, средно и на хероин заврши и прокопса. Мислам, таа перцепција воопшто не е имплементабилна за групата на корисници на дрога, кои што од многу други причини,
Прво лежеше Скопје на дрога 90-ти години. Мислам така да мораме да ги кажуваме работите со вистинското значење. Кога вие имате достапност, ние постарите не сме биле можеби толку по наивни, меѓутоа ние не сме имале пристап на психоактивни супстанции. Значи ја не го амнестирам употребувањето на дрога, меѓутоа каузалниот принцип во тоа време, општествени турбуленции, промени, економска депривација, пореметување на систем на вредности, тоа е предмет можеби за емисија со многу други стручни лица, беше така да не се согласувам лично со тоа дека употребата на канабис води кон употреба на други психоактивни супстанции. Јас сакам само да се надоврзам околу примесите можните примеси во канабисот кој се наоѓа на улица, не знам пошто не купувам. Тоа би можело да се избегне со законско решение каде што ќе постојат диспенсерис, каде што можете да купите легално канабис, за кој знаете кој е квалитетот на канабисот, или доколку дома сами растете и знаете каков канабис одгледувате, во тој случај ќе се избегне таа несакана последица. Околу не вас, него другите ваши колеги кои ги спомнавте, кои сметаат дека има разни, не знам, рековте негативни последици, антимотивационен синдром. Веројатно тие не чуле дека постојат неколку видови на канабис. Например, сативата би можело одлично да функционира за да човекот кој има антимотивационен синдром се мотивира и го избегне синдромот. Што се однесува до канабисот како gateway drug, односно како дрога преку која корисниците ќе се запознаат со другите, да речам, потешки дроги, и тоа мислам дека е исто абсурдно, затоа што тоа има, да речам, вистина, меѓутоа таа не е заради канабисот, туку е заради тоа што дилерите кои продаваат канабис се истите кои продаваат и хероин, и кокаин, и екстази, и амфетамини и така натака. Што значи дека кога некој сака од нив да купи канабис, може да им се понуди нешто друго кога појако. Кога зборуваме за употреба за медицински цели, воопшто можеби не треба да го анализираме, меѓутоа сепак за пред јавноста да биде дали може воопшто така само во тој случај може да биде причина да некој кој тргнал да купи канабис проба нешто друго, затоа што на истото место му се нуди тоа друго. Инаку дека канабисот сам по себе ќе предизвика да сакате да пробате нешто друго, тоа не функционира, затоа што сите ние сме почнале да пиеме мајчино млеко, па некој од нас станал алкохоличар. Тоа не значи дека млекото е тоа што го натерало човекот да посегне по алкохол. Нека се подготви Зуица Здравкова следна поставка. Социолошкиот контекст што го спомнавме, значи еве компаративно, значи програмите за намалување на штети, тоа се програми кои што се користат преку употреба на субституцијска терапија кај опијатни корисници, метадон, бупренорфин и други субститути, делење на чисти игли шприцеви, замена, значи на чисти игли шприцеви, медицинска грижа и социјална грижа, околу тоа нема многу да зборам, беа жестоко контраверзни во англосаксонскиот свет, исто така за време на хероинските епидемии во Холандија, тоа се касни 70-ти години, почеток на 80-ти. Merseyside проектот во Велика Британија е првиот пионерски проект кој што покажа дека тие програми може да имаат учинковитост, да имаат, значи, прецево превенција на крвно-трансмисивни сексуално преносливи болести меѓу популацијата на интравенозни корисници, беа контраверзни. Во ново формираните демократи, екс-сошалист, значи како што беше и Македонија, исто беа згранати од тоа, затоа што тоа беа служби произлезени од еден друг систем со едни други вредности. Денес во Националната стратегија на Република Македонија за дроги, програмите за намалување на штети во институциите и охрабрување на НГО-та се вградени како основни принципи. Значи сакам да кажам дека треба да ги гледаме работите пошироко. Сега имаме еден вакуум на ставови. За тие програми за намалување на штети важеше мислењето дека на противниците, психијатриски структури, други значи правни структури во тие земји што биле релевантни. На овој начин корисниците на дрога ги одржуваме здрави и представуваат лош пример за младите групи. Така да
мораме да го гледаме од широк контекст. Ние имаме проблем што работите ги гледаме циљано во даден вакуум момент и во момент кој што е обременет со огромен time pressure и тензија, дали сега ова чини или не чини. Тоа нема да не доведе до вистинско решение. Меѓутоа дебата е неопходна за да видиме затоа сме овде, сигурно. какво решение ќе не доведе оваа ситуација. Зуица Здравкова го поставила следното прашање. Јас би сакала најпрво да го споделам нашето искуство со канабисот. Значи се работи за син ми кој веќе има 30 години, боледува од улцерозен колитис и анкилозен спондилитис. До пред 2 години се лекуваше на конвенционален начин. Меѓутоа по последната контрола, каде што ни беше речено дека тоа се неизлечиви болести, дека може да биде само полошо, ништо на подобро, едноставно не можев да се помирам со фактот како мајка да имам син од 28 години, да има 46 килограми, да има 10 до 12 столици дневно, а да не може да стане од кревет. Верувајте ми, полошо нема. Барајќи вака по интернет, за улцерозен колитис најдов доста, меѓутоа анкилозниот спондилитис е доста ретка болест. Не знае во која група спаѓа, дали се нервни, автоимуни. Тешко беше. Навистина тешко беше пребарувањето. Така да пред 2 години се собраа другарите и го направија првото масло. Најпрво што исчезна беше болката. Ги немаше тие постојани болки кои што беа цела ноќ, цел ден, никако наспиеност, не можеше да спие повеќе од 30 минути, постојано обраќање. Така да продолживме нередовно, како имаше пари, како беше едно време и период на криза. Тешко се набавуваше. Молим? Во каква состојба е сега Ќе кажем уште нешто, бидејќи беше тешко, решивме и сами да ја посадиме. Тоа беше помалиот син, посадивме неколку стебла. Меѓутоа уште од првиот пат, од првата година, дојде полицијата, не собра, моментално е во затвор, казнено поправен дом Струмица. Поради посадените стебла? Да. Меѓутоа не жалиме за ништо, бидејќи Даниел ден по ден е секој ден подобар. Сега веќе има 54 килограми. Движењето е подобрено, иако се уште е во фаза на бавно движење. Меѓутоа болките ги нема. И е еден од ретките, може да кажам, со доста позитивна енергија. Сакам да ја дадеме шанса на сите болни, едноставно да бидат среќни болни. Докторе, уште нешто ако може да кажам, значи повеќе не користиме конвенционални лекови. 2 години сме без овие лекови и да кажам, иако марихуаната ја сметам за доста моќно растение, сепак не е се моќно. Потребни си значи одрекување од исхрана, начин на исхрана, режим. Значи не можам ќе го спомнам, до мене и господинот не може да се лекува од рак или од било која во загадена средина. Рак на бели дробови или било која болест не можете да лекувате во Скопје. Потребен ви е чист воздух најпрво, луѓе околу вас со позитивна енергија и се што мислите дека ви треба. Молим? 1 година. Благодарам. Прво да го прокоментираме здравствениот аспект. Слушнавте што кажа госпоѓа Зуица. Би било, сигурно подобро доколку незиниот син имал каде да се обрати, каде што официјално би му било препорачано каков вид на лек со оваа состојка која што очигледно има резултати да ја користи. Како ќе го прокоментирате ова? Ако овде се работи за 2 здравствени состојби во кои што апсолутно постојат индикациони подрачја за примена. Значи и анкилозниот спондилит и посебно улцерозниот колит. За улцерозниот колит има и доста студии, како што напомна и гледачката, во кои што е веќе докажано дејството. Има студии во кои што се иде со комбинирано, значи постепено се намалува конвенционалната терапија која што се дава. Дури се постигнува и комплетна ремисија каде што нема потреба од конвенционална терапија, додека анкилозниот спондилит и сите останати состојби во кои што има намалено подвижност, дали се работи од ниво на зглобовите, како што е во конкретната состојка, или од мускулен спазам кој што постои позитивно дејство. Во однос на анкилозниот спондилит, значи тука нема излекување, меѓутоа има намалување на тегобите, што е навистина позитивен резултат.
Во однос на улцерозниот колит, дискутабилни се наудите кои што се дали се работи за излекување, во смисол на намалување на тие чирести подрачја кои што се наоѓаат во дебелото црево, меѓутоа факт е дека бројот на столици се намалуваат, факт е дека се намалува потребата на конвенционални лекови. Тоа се едни од индикационите подрачја во кои што сметаме дека најпрвен би требало, заедно е тука со мултиплата склероза, посебно кај има голем дел на епилепсии кои што се резистентни на сите лекови и каде што би имало на вистина големо индикационо подрачје. Инаку, како што напомни и гледачката, не се работи за лек кој што е панацеа, значи кој што ќе ги излечи сите болести. Сосема правилно, меѓутоа во голема мерка од друга помага. страна, па не би требало ни многу да навлегуваме околу дискусиите за негативните ефекти. Да го прифатиме дека е растение. И останати растенија, па и еден хибискус и зелен чај, во големи дози може да предизвика токсичност. Сега зборувам како токсиколог. Значи, разликата меѓу лек и отров е само во дозата. Добро дозирање може секогаш да се постигне задоволителен ефект. Така би било и со канабисот. Другиот сегмент од излагањето на господја Зуица, помалиот син, поради посадени 10 стебла, рековте, се наоѓа во затвор. Дали по легализацијата ќе се оди повторно во затвор за садење на марихуана? Ова се создава една погрешна перцепција кај јавноста, приметувам и по социјалните мрежи, дека ако се легализира марихуаната во медицински цели, дека тогаш секој слободно ќе може во својата градина да си одгледува канабис. Во многу малку земји е тоа така, обично се оди преку или овластени произведувачи или овластени увозници. Например, има примери во светот каде што е дозволена за рекреативна употреба 1-2 стебла. Меѓутоа, јас не знам пример од земја каде што можете сами да растете и да произведувате масло. Така да таа малку фама, односно мит, дека се легализира денеска и утре вие си посадувате слободно, не е точна и значи тогаш и сега и тогаш би било нелегално. Малку за примеров што го споѓата, не го запомнив името, се извинувам, би сакал да го прокоментирам. Знаете како кога разговараме со доктори, најчесто тоа се токсиколози кои се противници на легализација на марихуана во медицински цели, они се малку роботизирани во смисла на тоа, се генерализирам во ред, а во смисла на тоа дајте ми доказ. Еви најдобар доказ. Ја не верувам дека оваа жена лаже. А во однос на санкцијата која што кажа, во тоа време кога се случи беше убедлив, беше минимум 1 до 10. Сега и минимумот се качи на 3 до 10, се тоа се правеше со цел за да не се изрекуваат условни осуди, односно да тоа биде многу тешко. Не сметам дека некој за лек треба да лежи затвор, меѓутоа нашите закони не прават дистинкција меѓу медицинска марихуана или рекреативна марихуана. Исто се казнува. Еднакво. Да. Дали Исто се прави казнува. разлика меѓу не знам користење на марихуана и на хероин, да речем? Еве не, тоа сакав да кажам баш и да се надоврзам, значи не, нажалост, иако е тоа меѓународна правна обврска, го имам тоа говорено и друг пат, значи сите три конвенции, особено последната конвенција меѓународна од 88 година, експлицитно налага градација на наркотиците во зависност од нивната потенција за создавање зависност, како и опасноста која имаат по здравјето на луѓето. Ден денеска, значи колку се поминати 27 години, Македонија таа правна обврска ја нема исполнето и исто, ако сака самиот судија да направи дистинкција, меѓутоа не исто по слово на закон, исто се казнува марихуана, хероин, кокаин. Само уште малку да се задржиме на ова што го спомнавте на почетокот околу маслото од марихуана, бидејќи јас како што гледам по овие здруженија на граѓани кои го поддржуваат легализирањето на марихуаната за медицински цели, кои произлегува од обични иницијативи, меѓутоа се омасовија, инсистираат на тоа дека нема да биде доволно легализирање само на лековите, тие ја што ги познавам се лековите Сативакс и Маринол, туку легализирање на маслото, особено со тоа да се даде можност секој да може да си го произведува. Меѓутоа тоа малку може да се смета за реална можност, бидејќи нели веројатно нема да се има увид во тоа какви состојки би имало тоа и нема да се има контрола. Докторе, мислите дека Апсолутно прифаќам ставот дека е првин смешно, второ е скапо да се иде само на легализација на овие два лека.
ова се лекови кои што се направени, едниот е полусинтетски, другиот е као на природна база, меѓутоа се првин скапи. Ние имаме огромна палета на лекови кои што знаеме дека се позитивни, кои што се одобрени од сите светски здруженија, меѓутоа немаме пари да ги увеземе. Од друга страна, Македонија како подрачје е идеално створено каде што би можело автохтони сорти да се развијат. Веќе убаво беше спомнат примерот со Израел. Значи, не треба ништо да измислуваме, треба само да пресликаме тоа што веќе во светот функционира. Луѓето веќе имаат изолирано за одредени состојби точни состојки и точни семиња кои што даваат производ кој што е веродостоен и кој што е медицински употреблив. Значи, вие би препорачале да се оди кон производство на билката тука, бидејќи во многу држави се вовезува, тоа не се дозволува. Апсолутно дека не само што би можело да се произведе тука, него мислам дека дури би имало и експортен ефект. Државава ќе може од тоа дури и да го извезува, зашто сме такво подрачје. Само што треба да ги примениме определените семиња, каде што ќе има точна стандардизација. Токму поради тоа, сметам дека идеалното решение би било да застане или државата како држава позади ова производство, или некоја овластена голема компанија, сега не би сакал да кажам Алкалоид или некоја друга, која што може да ни даде точни соодноси кои што ние ќе може да ги користиме во медицински цели. Од друга страна, факт е дека дури и тоа неконвенционално масло што постои, исто како што постојат и чаеви каде што точната состојка не ја даваме, па ние многу често кажуваме имаш проблеми со бубрези, земи увин чај, земи брусница, никогаш точниот состав не го знаеме, меѓутоа знаеме врз основа на изминатото искуство, повеќе вековно, дека има ефект. Токму затоа мислам дека и ова што се кажува овде позитивниве примери, да, меѓутоа се случува, верувајте дека во секојдневната пракса имаме кога на жалост се работи за огромен бизнис. Има луѓе кои што ризикуваат и го произведуваат, меѓутоа има луѓе кои што го купуваат, слушам, одат во Врање, се оди во Лесковац, се купува. Веруе во Албанија. Меѓутоа, во тие примеси што се продаваат како медицинско, како масло од канабис, натре сме наоѓале и состојки од улје за кола, сме наоѓале и нафта и се, така што не сме свесни што се случува на пазарот. Токму поради тоа, законската регулатива, мислам дека ќе може да допринесе многу повеќе него ова што се случува во моментов. Овде се напомна 2016, јас би бил пресреќен, дај Боже да завршиме ние до 2016, да тргне работава како што треба, затоа што веќе употребата е на вистина во големи размери, дури и не сме свесни колку е тоа секојдневна пракса со која што се соочуваме. Кратко би се извинувам околу негативен малце аспект на избрзано донесување закони. Например, пример од најтазе во Хрватска. Во Хрватска се донесе законот. Сега имате ситуација да од кога е таму од октомври, така. И сега имате ситуација да државата нема ни еден произведувач на масло на марихуана овластен и нема ни еден увозник овластен. И нема легално да се прибави, а џабе е донесен тој закон и минимум по некои проценти 4 до 5 месеци ќе помине. Значи не треба да се оди избрзано, иако работава. Дали канабисот... Само да спомнам уште нешто. Во бивша Југославија, во 74 година, се уште бил легален конопот, предпоставам индустрискиот, меѓутоа Југославија има извезено 145.000 тони коноп, сув, кој бил засаден на 28.000 хектари. Тоа е колку што Македонија има во моментов подлозија. Во Македонија, како што откри колегата од Зелена алтернатива, постои автохтон вид на канабис, кој има низок процент на ТХЦ, кој во многу држави е легален, а висок на ЦБД и е во одличен размер за третирање на одредени медицински состојби, меѓу кои епилепсијата, ако не се лажам. Тоа го тврдеше канадскиот патолог Полон Хорнби, кој рече дека за епилепсија овој вид на индустријски коноп затоа што преку Зелена алтернатива имаше прилика да го испита. Така да во случај кога би биле
би била дозволена и таа сорта, меѓу другите, би можела Македонија да се најде на листата на извозници на овој материјал за лекување на тие состојби секаде во светот. Во моментов каде што во Уругвај е легално производството, иако државно производство на канабис, во домашни услови 6 билки, односно 480 грама годишно е дозволено. Само сакам како пример да го дадам, веќе Чешка и Израел сакаат да купат од Уругвај канабис како би можеле да го користат во медицински цели. Така да зборуваме и за една финансиска придобивка, економска придобивка на државата, не само од тоа, туку од издавање на лиценци за производителите, од оданочување доколку се продава. Не би сакал да навлегувам многу во економските бенефити на производство на хартија, затоа што ние и онака немаме производител на хартија, меѓутоа Зашто порано се употребува канабис? Демек затоа што е целулозата и има огромен број на целулоза во стеблото, дека ќе може и хартија да произведуваме, не верувам дека ќе произведуваме. Ова е направено од канабис во Канада. Меѓутоа дека од останатиот дел од канабисот може да се прави сточна храна и биодизел, тоа секако може и во Македонија и постои технологија за тоа, или пелети за грејење. Сакам да кажам, економските позитивни последици од легализација на ова растение би биле многу позитивни за треба да ни бидат секундарни, значи за Македонија. Да, центрираме на секундарни, една информација во контекст на ова за 70 да ми интересно што го спомна, во 77 кривичниот законник на Социјалистичка република Македонија например не ни познаваше посебно кривично дело производство продажба на наркотици. Го слушавме сведочењето на луѓето кои тука сакаат да ги раскажат своите судбини и колку на кој начин во нивниот проблем помогнала марихуаната. Сега ќе го слушнеме мислењето на директорот на онкологија доктор Милан Ристевски, дали марихуаната помага во лекувањето на ракот. Ќе зборувам само за малигните болести, бидејќи тоа е мојата специјалност. Од досега расположливата објавена литература кај одреден субсет на пациенти со одредени диагнози, за жал не кај сите, а потенцијал на екстрактите од канабис постои во третман. Значи не само во однос на она што го нарекуваме симптоматска терапија, значи намалување на повраќањето, намалување на болката, зголемување на апетитот, него и третмански, односно терапевски, намалување на туморската маса. Потенцијал постои, меѓутоа наредниот период е период во кој што испитувањата треба да покажат точно која група на пациенти со какви молекуларни, односно биолошки карактеристики на тие карциноми треба да се третираат и каков би бил нивниот бенефит. Голем број на луѓе веќе го користат маслото од марихуана, велат дека имаат позитивни ефекти во лекувањето на нивните состојби. Вие во повеќе наврати предупредувавте на некои замки, на некои опасности на кои што може да најдат, предупредете ги уште еднаш, кои се тие? Пациентот треба да биде едуциран на ниво на специјалист по радијациона онкологија или медицинска онкологија за да точно знае каде на вистина има бенефит, а каде нема бенефит. Со многу од плацебо лековите во студиите се постигнувал и подобар квалитет на живот, меѓутоа бил плацебо ефект. Или да речеме, на една обична ситуација, парадоксалниот пад на ПСА после прекин на третманот со така наречената андрогена тотална блокада, депривациона терапија, таму кој одреден број на пациенти се случува парадоксален пад на тумор маркерот, пациентите мислат дека болеста е во регресија со прекин на терапијата, у суштина се работи за тотално спротивно. Не може да бидат многу критични дали на вистина се случува да речеме регресија на болеста, повлекување на болеста, дали на вистина сме добиле третман поволен или пак станува збор за прогресија. Дали сте вие за легализација на марихуаната? Бидејќи на тој начин ќе има и многу поголема контрола врз се тоа. Значи се сочуваме во ситуација каде што пациентите земаат нешто кое што после тестирањата се покажува дека не содржи тоа што треба да го содржи. Апсолутно сум за легализација, бидејќи на тој начин барем ќе знаеме што пациентите добиваат, наместо сегашното земање
кој како од каде стигнали домашно производство, па на крај искаче дека добиваат све освен тоа што треба да добиваат. Рековте дека ќе биде потребна сериозна анализа за да знаеме точно каде може да се употреби канабисот, до каде е Македонија во извршувањето на тие анализи и како директор на онкологија сигурно дека вие би требало да бидете вклучени во тимот со кој што ќе соработува Министерството за здравство за да влезе сето ова во некои канали на легализација или донесување на одлука дали ќе се легализира марихуаната, до каде се сите тие работи? Че се работи за една изворедно сериозна идеја која што потекнува и од Министерството и од Агенцијата за лекови. Се работи за мултидисциплинарен тим каде што секој од своја област ги гледа работите. Целата процедура е на самиот почеток, кога се уште треба да се оформи тој мултидисциплинарен тим кој што треба да има свои цели, своја програма, свој правилник на работа, значи на самиот почеток. Вие сметате, чувствувате дека има расположение, дека може да се надеваат оние кои што се залага за легализација на марихуаната? Во конкретниот случај расположението и не е толку важно, но што треба да го направиме пред се да ги заштитиме пациентите од фалсификат производи. Ги нарекувам фалсификат производи бидејќи оние што го испитале што е тоа што го внесуваат, изгледа дека процентот на CBD или THC е премногу мал и воопшто не кореспондира со она што им било кажано тој што го купува. Значи, значени се овие информации кои што ги слушавме од доктор Ристевски, бидејќи тој вели како директор на онкологија јас сум за легализација на марихуаната за да се заштитат пациентите да не доаѓаат во контакт со ризични состојки. Дали некој од публиката од луѓето кои што се поврзани лично со оваа проблематика би сакал нешто да каже во врска со зборувањето на докторот? Повелете. Јас сум представник од Зелената алтернатива, се викам Филип. Вака сега прво пријатно сум изненаден ептен од ставовите на сите соговорници, зашто се гледа дека се менува мислењето. Точно морам да кажам една работа што до сега никој од вас не ја спомна. Марихуаната не е психоактивно растение додека не се направи декарбоксилација. Така да не знам, мислам секоја почи до токсикологот, ама мислам дека на него местото не му е овде зашто тоа не е токсично растение. Не, видете, доктор Веќаровски ова е мое мислење, значи ова е мое мислење. Значи зборам така иначе многу Не, дозволете, туку затоа што е тоа клиниката која што ја поддржува иницијативата и ја отвара дискусијата во медицинската фела. Напротив, тие со луѓето со кои што доаѓаат во допир сметаат дека може да помогне. Марихуаната не е психоактивно растение. Значи, психоактивно станува само при процес на декарбоксилација, тоа е кога се вади карбонската молекула од него. Така се прави маслото. Вие сте упатени во оваа проблематика. Што мислите вие, кој модел на легализација би бил најфункционален за луѓето кои имаат проблем? Овде во оваа емисија зборуваме за легализација за медицински цели. Така. Кој модел би бил најфункционален? Најфункционален мислам дека е во свет во моментов во Израел, исто кој што кажа Џон, и во комбинација со Шпанија, зашто не може ние да само да прекопираме некој модел. Зашто е тоа многу смешно, значи во секоја држава е различен моделот според нивните потреби. Значи негде кај што може да се одгледува надвор, имаше бегам од тема на тема зашто имаше многу работи на кои би сакал да се надоврзам. Конкретно во повеќето држави кај што е легално више луѓето може дома сами да садат. До неколку растенија, значи не е никаков проблем, заради тоа што со мала количина дома садење ти не можеш да продаваш да станеш дилер. Знаете вие дека е така? Конкретно сега ќе ви кажам Португалија, Шпанија, многу интересно во Австрија. Во Австрија може кој сака колку сака растенија да посади, стануваат нелегални кога ќе почнат да цветаат. Разбирате, ама тоа е само олеснување, значи тоа уствари гледање низ прсти и на медицинските корисници и на рекреативните. Со тоа е направен удар на црниот пазар, зашто верувајте секој дома што сади е легално, значи во моментот кога почнува да го произведува маслото, канабисот, во тој момент станува нелегално. Сега кој видел да проверува кај секој дома дали почало му цвета или не. А реално полицијата во сите држави знае, мислам, све се слушаат телефони и такви работи, точно се знае кој продава и прави милионски профити, точно ќе се знае кој го користи само за себе дома. Дури и рекреативните корисници, значи тој дома ако го одгледа и ако го користи дома, на никој не му прави штета, дури ни себе. Значи не знам зашто се санкционира. Имате ли прашање за некој нашите гости?
Имав прашања, ама на крај мислам супер беше дебата, немам конкретно. Сега немате. Не, сега немам. Сите прашања се тоа сакам да одговорени. напоменам дека не е психоактивно, дури не се помине таа обработка. Јас сакам малку да го продискутирам ова што го кажа доктор Истевски, директорот на онкологија, кој што рече дека Министерството за здравство е посветено, Агенцијата за лекови почнува дискусијата околу ова прашање, работите се на почеток, вели докторот, меѓутоа тргнуваат натаму. Дали вие како токсикологија која што е меѓу првите со иницијативата, добивате поддршка од другите клиники? Така, тоа што можевме ние, направивме една јавна дебата која што се одржа во Арама. Тоа беше првата работа. Второ, со оглед дека токсикологија е дел од интерната заедница, нашиве ставови ги презентиравме и пред сите останатите 7 интерни клиники, така што ја отворивме дебатата. До тука е некаде нашата моќ. За понатаму веќе овакви емисии, невладини здруженија, останатите асоциации, тоа е тоа што може да го направиме. Што се однесува околу тоа, дали е нешто психоактивно, дали е отров или не. Јас само да кажам дека годишно во светот парацетамол кој што може во секоја бензинска пумпа да се купи, 1700 луѓе во Европа завршуваат со трансплантација на црниот дроб. Значи секогаш секој производ може да биде и потенцијален отров. Да, еве го парацетамол, далерон што го даваме на нашиве деца. Господин Костовски, психијатрите дали ги се придружат на оваа иницијатива? Што мислите вие? Не можете во името на сите се разбира зборувате, меѓутоа дали ќе потребна е една обединетост на медицинската фела на сите што се на некој начин поврзани со проблематиката? Па јас до сега не сум слушнал некое длабоко антагонизирано мислење или официјален став на психијатриското здружение. Оние кои што сме партиципиенти потекнуваме од зависности затоа што и не врзуваат дека зависностите, канабисот и така сме некако сензибилизирани, можеби. Тоа е едната перцепција, другата дека као и повеќе знаеме, мислам, за психоактивна, за канабисот. Тоа е веројатно примарниот мотив. Не сметам дека би имало некое психијатриско стручно лоби на мислење антагонизирано, кое што целата оваа иницијатива која што веќе поприма и едни рамки кои што не се само сквотерски, не се само андерграунд иницијативи, него едноставно потекнуваат од маката што луѓето ја имаат, од правните консеквенции и штетите што ги трпат рекреативните корисници во законска списла, тоа е нели исто така друга тема. И следот на настани само во рамките на еден месец, значи, ова трибина на Министерство за здравство, трибина на невладината организација ХОПСИ, Сдружение на токсиколози, интензивирани емисии по медиумиве за сепак сметам дека се случува нешто малку и позитивно да размислуваме во Оние Македонија. кои што најконкретни беа во овој аспект на практично легализирање, значи спроведување на измени во законот или носење на нов закон, беа младите од Либерално-демократската партија. Кај нас вечерва во публиката е Стефан Миноски, кој ќе ни објасни иницијативата од каде потекна, зошто се решивте на оваа иницијатива, најавувате дека ќе предложите измени на законот, меѓутоа кога тоа би го направиле? Очекувате ли позитивен одговор? Фала што ме поканивте пред да бидам учесник во оваа дебата. Ова ние веќе го имаме зацртано подолги години наназад во нашата програма, но сега, како да кажам, искочи од плакар, што се вика народски кажано. Сега собравме храброст да скочиме, поради што кон нас, ко политичка партија, стигна многу барања од граѓани, луѓе кои имаат проблеми, кои што имаат потреба од тоа. Ние ко политичка партија, значи сме должни да ги заштитиме на некој начин, значи да не завршуваат во затвор, кој што кажа господјата, за некој што пробал да се спаси сопствениот живот. Ако не треба фактички ние да ги оставиме да умрат тие луѓе, да не пробуваат да спасат самите себе си. Закон ние, значи со невладините организации имаме некоја соработка. Почнавме некоја соработка заедничка, сами ко политичка партија исто така почнавме да правиме некој нацрт на закон, но мислиме дека не е сега право време да тој закон да биде донесен во парламентот на Република Македонија. Мислите предложен, донесен, веројатно, предложен, да, се извинувам, предложен да биде.
најправилно мислам дека треба да уште да има да се доработува тој закон треба, не треба да се донесе закони кај што ќе бидат дозволени два вида на лека само кај што пак нема да им Вие помагаат. конкретен модел предлагате? Ние сакаме да предложиме легализација? конкретен модел, значи на закон, нов закон, не да се направи промени на законот, туку нов закон да се донесе кај што ќе биде у посебна рамка ставен. Исто така, многу би било смешно да се донесе закон само два лека да се конзумираат, кај што нема да им помагаат на одредените корисници, само ќе им отежниме работата, утре ако произведуваат, карикирам се, масло од канабис, би им отежнале работата, тоаш поради што го имаш, ти вика го имаш на легален начин, сега ти треба да се навиш на легален начин, ќе заврши подолго време у затвор. Значи мора да се осмисли права рамка на законите, да се направи прав закон. Ние планираме негде после изборите 24 април, после 2016 година, значи средината на 2016 година, негде да предложиме тој закон. Како го коментирате ова? Тајмингот дали е добар? Па се покупува со тоа што го зборев претходно, меѓутоа вака навистина не сакам господинот да се навреди, немам зла намера. Кога ви говорам дека имам нула доверба према политичари, токму од овие причини. Гледате која политичката призма е секогаш, сега не е право време, па чекајте после изборите, значи многу сум внимателен кога се работи за мејнстрим политика, бидејќи таа секогаш го гледа ќарот. Многу повеќе би се надоврзал до она што и би се сложил со она што Филип го говореше, дека не можеме ние да правиме добро во ред, Македонија е ограничена со средства и колку може да алоцира за истражување, меѓутоа и прост препис не е секогаш правилно решение. Постојат и негативни примери и за рекреативни употреби. Например, веќе најпознатата земја од тој аспект Холандија. Например, јас имам пријателка која таму живее и вели нас ни се гади од наркотуризам. Да. Локалниве холанѓани многу слабо конзумираат канабис и ете ви погрешен модел со кофи шопови. За мене најправилен португалскиот модел кој да или например друг негативен во Шпанија само дозволете жители на Шпанија. Или само и тоа е правилно. Сега се донеси во Холандија такви измени, меѓутоа не се имплементираат. Или например многу познатиот Пластиц парк во Швајцарија и тоа е погрешен модел кој генерира криминал, дрога и така натаму. Најправилен е португалскиот модел или шпанскиот модел само на резиденти, например, да може да купуваат. Добро, португалскиот модел, нешто спомнавме за тоа, сигурно сум дека луѓето во студијата го знаат, меѓутоа сите гледачи не го знаат. Португалскиот модел малку дозволи има дефинирано за сите наркотици до кои што нашиот закон повторно не го прави, до која количество ќе се смета дека е за лична употреба, не е легално, како што многумина мислат, но е декриминализирано, значи не е дозволено во слободна продажба, како што вие идете купувате мастики, не знам. Меѓутоа се пенализира, например, конкретно во Португалија, има за секој од нивните региони има комисии составени од адвокат, психијатар, психолог, и ако вие бидете, например, фатени со наркотик, излегувате пред комисијата. Излегувате пред комисија, па зашто ти така правиш, па значи по мек пристап. Резултатите се одлични, ви велам, тоа се многу лесно проверливи. И донесена декриминализација, повторно ви напоминам, после хероинска епидемија која сега е дамнешно мината во Португалија. Имаме уште време, ако дозволиме, ќе ве замолам да го кажете тоа што сакате во одговорот на прашањето на Мирослав Јовановски. Повелете. Здраво. Моето прашање е зошто навистина канабисот е нелегален? Кога лечи многу болести, мене ме лечи против реума и против мигрена. Кога може да се брка вистински криминал и вистински криминалци, зошто пациентите да бидат криминалците и зошто против нив да се води оваа борба? И уште едно прашање имам, зошто метадонот е легален кога штети на населението и многу луѓе познавам што се сега мртви поради метадонот, а канабисот не може да направи некој да почине. Мислите дека канабисот може да го замени метадонот, бидејќи со метадон се лекуваат посериозни? Има истражувања каде што канабисот помага на зависниците. И зошто е нелегален? Еве, докторот, ако може на првиот дел само јас да
пробам да одговорам, а на вториот секако вие од стручен аспект. Канабисот е нелегален по инерција. По инерција на еден куп држави кои кога бил легален го користеле во разни намени, а кога големите сили го забраниле, сме го забранили ние, затоа мислам дека е по инерција илегален. Проблемот е што мене ме загрижува тоа дека Министерството за здравство со исклучок на овие два доктора со нас, стравувам дека во идејата на Министерство за здравство да разгледува тема за легализација во медицински цели, повторно ќе кажам затоа што Министерството е политичка институција, не е здравствена институција, дека таму има многу повеќе луѓе кои пробаат да калкулираат со еве ние работиме во поглед на легализација и е само за да носи некакви си политички поени. Затоа што имам слушнато изјави од фармаколог вработен во Министерството за здравство, која има и пишувано, мислам, че ни програмата за справување со дроги и така натака, каде што вели дека доколку FDA на Америка и Обединетите нации, не знам кој друг ќе ни каже дека канабисот е добар, тогаш ние ќе размислуваме во таа насока. Ние, колку што јас знам, Македонија својот суверенитет го нема предадено нити на Соединетите на Американски држави, ниту на Обединетите нации да чека некој друг и друга институција здравствена да на нас ни кажеш дали е нешто легално или нелегално. Дури да се чека на тоа, последната информација е дека американската влада признава дека има лековити сврска на канабисот и некои болести. Јас се извинувам повеќе време. Во Калифорнија 96-та е донесен законот за медицинска употреба на канабисот, така да мислам дека тоа ми е страв. А за вториот дел на прашањето, само неколку реченици, бидејќи сакам да завршиме со Александар, иако Александар Станевам не е прашање, немаме повеќе време за одговори, меѓутоа би сакал со вас да завршиме. Неколку реченици околу метадонот. Се согласувам за карактеристиките на синтетскиот опијат метадон. Кога се дава во услови кај што лечебниот процес не се спроведува организирано и кај што за жал ни сите овие години малкуте луѓе ангажирани на тоа поле, имавме и морални проблеми што ги носевме дома, дали државно дрогираме или лекуваме. А напорните реченици, нели, кои што претежно јавноста бара решение, бара лек, Светска здравствена организација, медицина базирана на докази, субституцијските лекови ги става како во добро организирани програми, како лек на избор за лекување на опијатска зависност. Постојат експериментални програми 2 за употреба на канабис оил со одредена концентрација, бидејќи во финална инстанца разрешувањето неврохемиско на зависноста оди преку еден трансмитер, ама тоа не е сега важно. За harm reduction со канабис оил, тоа го спомна и доктор Пол Хорби на семинарот во јас му поставив прашање, баш ме интересираше во Хиноцентар, Милениум уствари, се извинам. Така да надворешната перцепција е таа што ја говорите, меѓутоа во вистинска смисла добро организиран метадонски програм со сите аспекти на рехабилитација и ресоциализација го прави метадонот лек. А имате аргументи во секојдневните случувања кои што се легитимни да го кажете ова. Александар. Микрофонот само секунда. Малку се дискутираше со останатите дроги, мислам дека неблагодарно марихуаната се става во пакет со хероинот. И мислам дека покрај целото ова легализирање на марихуана во медицински цели, мислам дека паралелно треба да се прави едукација на пошироката јавност што значи марихуаната и што значат останатите дроги. И така почне цела процедура. Бидејќи се прават табу теми, а така. Стварно не е така. Благодарам и на сугестиите и на сето она што имавте сите да го кажете кои дојдовте вечера во студиото. Значи процесот започна, дискусиите се водат. Во текот на следната година се надеваме дека многу поконкретни работи ќе може да се кажат околу тоа дали Македонија како држава ќе реши марихуаната да биде легализирана во медицински цели. Ви благодарам многу на сите вечерва што бевте учесници во емисијата Отворено. Следната емисија е на 28 декември, некаде пред Нова година. До тогаш, поштувани гледачи и довидување, и следете ги профилите на Отворено на Facebook и Twitter.